вечер, го следите најновото издание на Урбаните вести. Со цел полесен пристап на лицата со хендикеп до културните манифестации во организација на Младинскиот културен центар. Денеска беше промовирана лифтовска платформа вредна 2 милиони динари. Денеска во фоајето на МКЦ беше предадена во функција вертикална лифтовска платформа, наменета за лицата со посебни потреби, со цел овозможување поголема пристапност до градските културни институции и улеснување на пристапот и следењето на случувањата од областа на културата. Лифтот во употреба го пуштија градоначалникот на град Скопје Коце Тројановски и директорот на Младинскиот културен центар Златко Стивковски. Тројановски потсети дека ова е трета лифтовска платформа која град Скопје ја направи, поменувајќи ги претходните во средните училишта Михајло Пупин и Арсени Јовков. Со ова ќе се овозможи лицата за посебни потреби кои што ќе доаѓаат во Младинскиот културен центар, за да може со оваа лифтовска платформа, со овој лифт, да може да се качат горе да присуствуваат на концертната сала и во кој што ќе има забава или во кој што ќе има некои си активности од страната на Младинскиот културен центар. Покрај оваа лифтовска платформа, практично ова е трета лифтовска платформа која што градот Скопје направи. Претходно во 2010 година направивме ваква лифтовска платформа во средното училиште Михајло Пупин, во 2013 во средното училиште Арсени Јовков, така да она што ни беше зацртано од аспект на културни институции за пристапни рампи, тоа е остварено. Значи, сега одиме секоја година или секој 2 години правиме лифтовски платформи во ваквите институции за да може на лицата со посебни потреби да им помогнеме да имаат подобри услови за живење. Директорот Стивковски се заблагодари за реализацијата на овој проект и изрази задоволство што од сега па натаму и лицата со посебни потреби ќе можат да следат повеќе од 100 културни манифестации, што се дел од годинашната програма на МКЦ. Боли фактот што 40 години наназад било кој градски татко не се сетил на овој момент, не сакам ова да биде некоја политичка порака, напротив. Меѓутоа, повеќе ситуации сме се соочувале со вакви непријатни мигови, а знаете дека годишно во МКЦ имаме стотици настани, како на приземјето, така и на првиот, така и на вториот кат. Програмата на градот Скопје за овозможување поголема пристапност за лицата со посебни потреби до институциите во градот е развојна. Почнувајќи од 2007 година па до сега, градот Скопје изгради 18 пристапни рампи за лицата со посебни потреби во 12 училишта, кои се во негова надлежност, како и 5 пристапни рампи на влезовите и други поважни приоди на 5 градски културни институции. Идејното решение за лифтовската платформа го подготвија професори од Машинскиот и од Архитектонскиот факултет од Скопје, а нивната изведба ја направи Маклифт. За оваа намена од буџетот на град Скопје за 2014 година се издвоени околу 2 милиони динари. Светскиот ден на крводарителите денеска беше одбележан под мотото "Дарувај крв за оние кои даруваат живот". Во крводарителната акција се вклучи и председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов. Црвениот крст денеска во домот на хуманитарни организации Даре Џамбас го одбележа Светскиот ден на крводарителите 14 јуни. Во крводарителската акција учествуваше и председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов, како и повеќе спортисти и естрадни уметници. Генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити истакна дека овие се денови во кои вообичаено се прави промоција и поттикнување за одбележување на позитивните вредности. Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Институтот за трансфузионна медицина и со Светската здравствена организација денеска го одбележува денот, при тоа користејќи ги своите адвокативни механизми и форми да ги промовира сите оние вредности кои ги носи дарувањето, се разбира за тие што даруваат и за тие што ја примаат таа драгоценна течност. Во таа смисла, водејќи грижа за понатамошното условно регрутирање на нови крводарители, ова се користи за
повик до сите оние млади луѓе, до сите здрави луѓе во државата, до сите граѓани кои сметат дека треба да даруваат, да се приклучат на таа голема армија крводарители кои веќе постои во државата и се разбира вклучувајќи ги сите оние соработки, партнерства што ги имаме ние изградено како Црвен крст во тесна соработка со Институтот за трансфузиона медицина, почитувајќи ги инструкциите на владата на Република Македонија во смисла на планирање и подготвување на акции, значи со задоволство можам да ви соопштам дека минатата година како и уназад 10 години, значи го исполнивме планот кој беше некаде предвидена 55.000 крвни единици и сметам дека со една ваква работа, со едно вакво партнерство, со едно почитување на сите партнери кои се во оваа дејност и во еднина ќе можеме да одговориме на предизвиците на јавното и приватното здравство во Република Македонија. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески нагласи дека агенцијата активно е вклучена во одбележувањето на денот на крводарителите и упати порака до младите од Македонија хуманоста да ја покажат со дарување крв. Агенцијата за млади и спорт активно се вклучува во овој настан, пред се сакајќи да испрати порака до сите млади луѓе во Република Македонија, да бидат што е можно похумани, да не се штедат себе си и да ја дадат оваа драгоцена течност на оние на кои што им е најпотребно. Мора да потенцирам дека Агенцијата за млади и спорт пред околу 2 месеци потпиша практично и меморандум за соработка со Црвениот крст на Република Македонија, каде што ги дефиниравме насоките во делот на промоција на хуманитарните и превентивните активности, меѓутоа и на волонтерските активности. Драго ми е што денеска можам да видам голем број на млади луѓе кои што го следат нашиот пример, го следат примерот на председателот на Република Македонија, на спортистите кои што денеска се вклучени во оваа акција и секако даруваат крв. Директорката на Институтот за трансфузиологија Емилија Вилкова потсети дека на сите дарители на крв им се испитува крвната слика, како што кажа, пред се за здравието на дарителот, како и за здравието на пациентите. Минатата година земени се некаде околу 55.000 единици на крв. Од тие 55.000 единици на крв ние ги преработуваме и се добиваат компоненти на крвта, така да се добиени некаде поточно 50.000 еритроцити, 25.000 тромбоцити и 6,5 тони плазма. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски денеска ги додели наградите на учениците кои изработија најубави ликовни творби на традиционалната ликовна манифестација Виниче 2014. По повод традиционалната ликовна манифестација Виниче 2014, која се одржа во месец мај во манастирскиот комплекс Свети Илија во населеното место Виниче, денеска градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски ги додели наградите на учениците кои изработија најубави ликовни творби. Наградени беа Ана Георгиева од Основното училиште Крстен Мицирков, Мија Бошева од Основното училиште Григор Прличев и Ивана Павловска од Основното училиште Григор Прличев. И оваа година општина Газибаба во соработка со основните училишта и наставниците по ликовна уметност и организиравме колонијата во Виниче, ликовната колонија. Ова година имавме гости и од други општини, од општина Петровец, од општина Шутово Ризари. Целта е да сите оние ученици кои што имаат талент во делот на оваа уметност, значи во делот на сликарството, да ја искажат овдека, да има едно дружење меѓу нив, со надеж дека дел од нив и во иднина ќе продолжат со учење и студирање во овој дел, затоа што навистина податоците се дека имаме такви талентирани ученици кои што можат да дадат свој придонес во развојот на оваа уметност. Општина Газибаба и во иднина ќе ги поддржи овие активности кои што ги работиме заедно со основните училишта. И денеска исто така направивме еден разговор за понатамошните наши заеднички планови во делот на дополнителни активности за организирање на вакви или слични манифестации. Присутни се учениците на доделувањето на наградите беа и нивните наставници и ментори по ликовно образование. Сите останати учесници на ликовната манифестација Виниче 2014 во ликовниот и во културниот дел добија дипломи за учество. Општина Газибаба и во иднина ќе продолжи да дава поддршка на вакви културни манифестации. Средствата за реализација на оваа манифестација беа обезбедени од буџетот на општина Газибаба за 2014 година од програмата за обележување на културни манифестации.
Како специјален подарок за сите основци кои завршија училишната година, Скопје Сити Мол има овозможи експедиција која ќе оди во потрага на огромни диносауруси. Од вчера до 2 јули трговскиот центар е домаќин на интерактивна атракција која го освојува светот Kids Dino Dig. Целиот настан е можност децата на интерактивен начин да се запознаат и да научат нешто повеќе за диносаурусите, стари и до 250 милиони години, од ископување фосилни остатоци во самиот трговски центар, преку тури со палеонтолози и разгледување на експонатите, кои се долги и повеќе од 12 метри, па се до можноста да гледаат документарни филмови и да научат нешто повеќе за карактеристиките на диносаурусите. Во рамките на Kids Dino Dig, целокупниот трговски центар е комплетно посветен на диносаурусите и на потрагата по фосили. Децата можат да ископуваат и откриваат фосили во посебна униформа, заштитна опрема и алатки за ископување. Како дел од експедицијата, децата секојдневно ќе откриваат нови фосилни остатоци и ќе учат нови податоци за диносаурусите присутни во Скопје Сити Мол. Дарко Панчевски, портпаролот на трговскиот, истакна дека диносаурусите се атракција која пристигнала од Лондон. Скопје Сити Мол овие денови е домаќин на светската изложба Kids Dino Dig, која ги опфаќа како тема диносаурусите. Од 12 до 2 јули сите дечиња ќе имаат можност да добијат бесплатна тура со кустос и да се запознаат со овие мили животни кои живееле пред многу милиони години. Имено на секој час почнува тура со кустос, дечињата заедно ископуваат фосили со кустосите, потоа ги разгледуваат диносаурусите, добиваат информации и карактеристики на диносаурусите, за на крајот да добијат и возење со диносауруси и скрос на крајот добиваат диплома специјалисти за диносауруси. Мислам дека е интересен настан, како за дечињата, така и за возрастните, бидејќи се запознаваме со една материја која сме ја учеле, но сме немале можност да бидеме сведоци и да ја видиме во реплика форма. Конкретно има 8 диносауруси, од кои едниот е оригинална реплика на Алосаурус. Долга е 12 метри, висока е 8 метри. Поставувањето траеше цели 3 ноќи, беа ангажирани 40 работници, се заштрафија преку 1000 штрафчиња. Мислам дека е интересна како поставка, сместена е на 320 метри квадратни, ни доаѓа директно од Лондон, од Вестгейт и представува светска атракција која моментално се наоѓа во Скопје. Ова е трета година, нормално секоја година има по некоја обнова. Мислам дека ќе биде интересно сите оние гледачи кои сакаат може да повелат и да дојдат да ја видат оваа поставка. Изложбата на диносаурусите ќе можете да ја погледнете во времето на работа на Скопје Сити Мол од 10 до 22 часот. Организираните тури со водич ќе се одржуваат на секој час. Комплетната тура и ископувањата на фосили се бесплатни. Децата кои ќе учествуваат во активностите поврзани со Kids Dino Dig треба да се на возраст меѓу 5 и 12 години. Сдруженијето на студенти и младенци со хендикеп организираат бесплатни обуки за подготовка за вработување. Обуката ќе се одржи од 18 до 24 јуни, не вклучувајќи ги деновите од викендот. Во периодот на 18, 19 и 20, како и 23 и 24, нашето здружение организира обука за сите млади невработени лица на возраст од 15 до 27 години, кои што се невработени, кои што не посетуваат во образовна институција, значи кои што го завршиле своето образование и кои што не се регистрирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, преку програмата за подготовка за вработување и работа, финансирана значи од USA, од ДС мрежата, и ги повикувам сите млади невработени лица кои што ги исполнуваат критериумите да се пријават за учество на оваа обука. Оваа обука не се однесува само за млади кои што имаат попреченост, туку е инклузивна, програмата е целосно инклузивна и се однесува на сите млади кои што се невработени, и настанот ќе се случува во интернатот во ученичкиот дом Здравко Цветковски, каде што просторијата е пристапна и за лица со попреченост. Пријавувањето може да го направат преку нашиот мејл, значи мејлот на здруженијето, да ни испратат барање за пријава. Тоа е zsmhskopje@gmail.com или stojanovskad@gmail.com или исто на Facebook страната на Здруженијето на студенти и младенци со хендикеп.
Тука некаде завршува првиот дел од урбаните вести, во продолжение се спортските вести. Бразил ја победи Хрватска со 3:1 на отварањето на Мундијалот во фудбал 2014. Сан Антонио е на една победа до нова шампионска титула во НБА лигата. Следуваат рекламите, а потоа спортот.